Псалм 23 ни е еден од оние библиски текстови кој што на многу сликовит начин ни опишува кои се благословите со кои што Бог ја дарува верата, ако може така да кажам, кај оние кои што ја поседуваат. И овој псалм ни е даден, верувам, да ни биде утеха, да ни биде подкрепа, да не поттикне да уживаме повеќе во Господа кога ни е добро и да не поттикне да го бараме повеќе Господа тогаш кога не ни е баш толку многу добро. И во првиот дел од псалмот, оние први 3 стихови, интересно е дека псалмот има 6 стихови. Во првите 3 стихови Давид му се обраќа на Господ во трето лице. Вика, Господ е пастир мој, ништо нема да ми неостасува, тој ме напасува. Ама веќе во 4 стих му се обраќа директно. Вели, ти си со мене, твојот жезл и твојата палка е со мене, потоа вели си приготвил пред мене трпеза и викај, само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите дни на мојот живот и јас ќе престојам во домот Господов, повторно се враќа во трето лице сите дни. И она што Давид сака да го каже преку овој псалм е дека било да е момент на зелено пасиште, кај што нели зелено пасиште не потсеќа на нешто, не потсетува на нешто убаво, на нешто пријатно, ама исто така има моменти кај што зборува и за долината на смртната сенка. Тоа е во денешниот стих кој што ќе го читаме. И она што Давид сака да го каже е дека било да станува збор да се наоѓаш во некоја фаза која што од животот или период од животот кој што можеш да го спореди со зелено пасиште, или пак да се наоѓаш во долината на смртната сенка, и тука можеш да му веруваш на Бог, и тука можеш да му веруваш на Бог. Било да се наоѓаш во најдобрата фаза од животот, можеш да му веруваш на Бог, или да се наоѓаш во најлошата фаза од животот, повторно можеш да му веруваш на Бог. Можеш да имаш доверба во Него. И во првите 3 стихови зборува за тоа, вика, Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува, вика дека му дава одмор, дека го води на тивки води, му дава некој мир, некоја тишина, некој спокој. Третиот стих, ја закрепнува душата моја и ме води по патот на правдата поради името свое. И кога ги читам овие први 3 стихови, предпоставувам дека во нашата глава се замислуваме некоја пријатна сцена, некој пријатен пејсаж. Зелена ливада, тивка вода, тука е пастирот, тука е овцата, она си е легната, задоволна си е. Ако може да кажеме на овцата, сите овци се на број. Ајде, се е во ред со неа, така? И одеднаш во стих 4 се менува тонот. Знаете, во музиката имате акорди кои што ги викаме дурски акорди и имате молски акорди. Дурските акорди се оние веселите. Кога ќе земеш да фатиш... Ајде сега. Ова е дурски акорд. И е малце по-весел. Ова е молски акорд. Осеќате разлика? Ова е малце по-весело, ова е малце по-така. Како малце по-тажно да е. Стих 4 од Псалм 23 во одредена смисла, не скроз, ама во одредена смисла ни представува некој таков молски тон, ако може да кажеме. Кај што, пасиште, вода, одмор, спокој ме води одеднаш, зборува Давид за долината на смртната сенка. И она што го прави е многу реално ни го представува животот, дека да, во животот има и зелени пасишта, има оние повесели моменти, ама во животот ќе се соочиме со долината на смртната сенка. Со моменти кај што ќе речеш, што правам јас тука, до кога ќе бидам тука и не знам каде води сето ова. И она што ми се допаѓа кај Светото писмо е дека не само што не соочува со реалноста на животот, дека да, ќе имаме долини низ кои што ќе минуваме, кои што не неопходно ќе бидат соочување со смртта, некој пат тие долини ќе бидат соочување со нешто друго што ни е непријатно, а некој пат ќе биде и со смртта, тоа е факт, дека Библијата, иако не соочува со таа реалност, сепак не остава безпомошни и да речеме, добра се, а минуваш низ долината на смртната сенка, снајди се, како ќе се снајдеш, па некако да преживееш. Не, туку ни дава надеж, бидејќи долината на смртната сенка, причината зошто имаме и смрт, зошто имаме и зло и така натаму, сето тоа е последица на гревот. Ама во Светото писмо ни се вели дека не само што можеме да се соочиме со последиците од гревот,
туку можеме да се соочиме со последиците од благодата. Луѓето кои што не го следат Христос се соочуваат само со последиците од гревот. Оние кои што Христос го имаат во својот живот, без разлика каква е таа долина низ која што треба моментално да поминат, знаат дека во тоа не се сами. И разликата е навистина голема помеѓу тоа човек сам да минува во нешто и човек да минува низ нешто, знаејќи дека Господ е тука со мене при сето ова. Но, ајде да го прочитаме Псалм 23. Како и претходните проповеди, ќе очитаме цел псалм, бидејќи ни дават доста добар контекст. Вика, Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот. И јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Пазете каков контраст има помеѓу стих 2 и стих 4. Стих 2 вика, тој ме одмара на зелени пасишта и ме води крај тивки води, а стих 4, кога би тргнал и по долината на смртната сенка. И сега не знам како се замислувате во вашата глава долина на смртна сенка. Јас, кога размислувам за долина на смртна сенка, размислувам за некоја пуста долина, кај што нема ни зеленило, кај што нема ни вода, некоја суша, некоја место кај што е суво, има високи планини и така, некако некој апокалиптично место, ако може така да кажам. Ама она што Давид го прави, вика, знаете што? Ќе има моменти кога ќе тргнеме и низ такви долини во животот. Ќе има моменти кога ќе се соочиме со тоа. И зборот кој што е преведен долина на смртната сенка, на еврејски е само еден збор. Кај нас е 3-4 зборови, на еврејски е само еден збор и некој пат се преведува долина на смртната сенка, некој пат се преведува како смртта, некој пат се преведува како некој го преведува како долина на длабока темнина, на длабок мрак. Ама идејата е многу јасна. Давид не се наоѓа моментално во долината на смртната сенка. Вика, кога би тргнал? Не вика, кога одам сега, туку вика, ако Бог во неговата суверена волја и милост одлучи да ме проведе низ такво нешто, он вика, еве го кој ќе биде мојот став. И се сеќавам дека пред неколку месеци Павле кога проповедаше на тема духовна војна, кажа нешто многу интересно кое што сакам тука да го искористам сега. А тоа е дека за војна не се спремаш додека војната трае. За војна секој пат се спремаш предходно, за кога ќе дојде војната, ти веќе да имаш основни принципи според кои што ќе се однесуваш, така? Исто и ова. Давид вика, знаеш што, јас моментално не сум во таа долина. Ама кога би тргнал, уште од сега веќе имаме на перспектива како ќе минувам низ неа. И сега, факт е дека секој еден од нас, кој што е тука ова утро, кога тогаш, ако не минувате сега, не ви зборам пред рака, ама факт е дека кога тогаш ќе тргнеме низ некои долини кои што не ни се допаѓаат. И овој псалм, верам, треба да не поттикне да размислиме, ако веќе сме во таа долина, кој е нашиот пастир, по што се водиме, дали самите себе си се водиме според своја инерција или пак според своја интуиција, или го следиме пастирот, или ако се уште не сум во таа долина, кога ќе дојде момент да ме проведе Господ низ тоа, каков ќе биде мојот став додека сум во таа долина? Долината на смртната сенка. И сега некој пат овој псалм се користи на погреби само заради овој стих. Ели, ќе има некој погреб, починал некој сега, ајде што ќе кажеме за утеха на тие што се тука, кога би тргнал низ долината на смртната сенка, јас нема да се плашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Контекстот на овој псалм не е смрт на оној кој што го пишува. Е опасност од смртта.
И затоа, според мене, овој псалм не е псалм кој што треба првично да се користи, да им се даде утеха на живите за некој што починал. Туку да им се даде перспектива на живите за тоа како да минуваат низ долините во животот. Ако на некој му дава утеха кога некој ќе почине и се чита на погреб, во ред, немам ништо против тоа. Ама контекстот е, Давид е жив. Не вика готово, јас починав, па сега не. Давид е жив и вика кога се соочувам со опасност, еве каде наоѓам утеха. И според мене, иако тука зборува за смртната сенка, за долината на смртната сенка, ова долината можеме ние да го поврземе со било какво зло, било каква темна, било каков мрак во нашите животи. Оно што треба да го имаме на ум е дека во Псалм 23, стих 4, Давид не опишува ситуација во која што има еден пастир, има една овца. И сега овцата забегала и тргнала по некоја си долина на смртната сенка, па сега пастирот тргнал по неја да ја бара и да ја врати назад. Вистина е, според тоа што го читаме во Светото писмо, дека некој пат ние луѓето забегуваме. И Бог треба да тргне по нас, се сеќавате на параболата за изгубената овца. Лука глава 15. Вика, пастирот ги остави 99 и тргна по таа една, за да земе и да ја врати назад. Има такви ситуации. Ама тука овцата не забегува. Тука овцата го следи пастирот и пастирот е тој кој што ја води низ таа долина. Бог, Господ го води, Давид вика, кога би тргнал, значи кога ти би ме водел низ таква долина, јас знам дека ти си со мене и затоа нема да се плашам. А факт е дека Бог некогаш во животот, ти колку сакаш биди му послушен и послушна и треба да му бидеме послушни, некогаш Бог во животот ќе не проведе низ такви долини. И најчесто додека минуваме низ тие долини, не ни е јасно зошто минуваме низ тие долини. Си викаме зошто Давид вели кога би тргнал, кога би одел низ долината на смртната сенка, ние си викаме абе кога веќе сум во некоја долина, дај барем да трчам, да не одам, што побрзо да помине. Факт е дека Бог некој пат не води низ такви ситуации. Еднаш во Новиот Завет Исус им вели на апостолите: ајде ќе отидеме од другата страна, нели на езерото, на морето, не знам што беше. Ќе одиме од другата страна, насред вода ги фати бура. Да не кажам Исус во замка ги фати таму. Стапица им постави. Добронамерна стапица, така? Ама он знаеше дека ќе има бура и вели, ајде да се качиме во бродче и додиме од другата страна. Ама во таа бура им откри нешто за себе што претходно не го знаеа. Кога сме во долината на било каква сенка, на било каков мрак, на било какво зло, Бог за себе сака да ни открие нешто кое што можеби претходно не сме го знаеле за него. Некогаш ќе биде долината на обесхрабрувањето. Нема да биде на смртната сенка. Некогаш ќе биде долината на неочекувана диагноза. Некогаш ќе биде долината на некаква семејна криза. Некогаш ќе биде, не знам, долината на некаква болка, на некакво страдање. Сите тие се долини во животот кои што никој од нас не сака да ги помине. Ама низ кој што Бог некогаш во својата премудрост ќе не помине, ама не е тоа без цел, не е тоа ај само да се прошеташ. Туку затоа што во таа долина Бог има нешто за нас. А има ситуации кога ќе тргнеме по некоја долина своеволно. Тогаш веќе тоа е друга ситуација. Ама сето ова значи дека да, дури кога го следиме Господ, некогаш можеме да се најдеме во вакви ситуации. Дури кога следиме Господ, дури, нели, Давид во стих 3 вели, он ме води по патот на правдата заради името свое, и после вели кога би тргнали по долината на смртната сенка. С други збори, ме води по патот на правдата, ама некој пат можеби ќе ме води и низ оваа долина. Он вели, јас нема да се плашам. Тоа е многу важно да го имаме на ум. И знаете, јас предпоставувам, ова за мене ќе зборувам, предпоставам некој од вас ќе се најде во ова. Многу би било подобро за секој од нас кога Библијата вака би ни го представила животот. Ти само верувај му на Господ, следи го, оди по патот на правдата,
читај Библија, доаѓај во црква, живеј си праведно надвор од црковните ѕидови, се разбира. И ако ти го правиш тоа, тебе животот ќе ти биде таман. Цакум пакум, се ќе биде во ред, нема потреба од ништо да се грижиш. Од време на време можеби ќе те фати некоја главоболка, можеби ќе те фати кариес во зъбите, ама поише од тоа ти нема да страдаш во животот. Тука завршува твоето страдање. Децата секој пат ќе ти бидат послушни, никој пат нема да забегаат по некој лош пат. Генерално гледано, ти само верувај и Бог ќе ти даде да ти биде животот онака рамен и се да биде кој што треба. За жал има такви учења. За жал некои од таквите учења беа присутни во нашата црква преку некои книги што беа позади ставени порано во минатото. Да, моравме да ги тргнеме, иако прво не ни требаше да се најдат таму реално гледано, моравме да ги тргнеме зошто бидејќи на луѓето им даваат погрешна слика за тоа кој е Бог и за тоа како Бог и во која насока Бог ги води нивните животи. И реалноста е поинаква. Реалноста е дека го имаме во животот, го имаме стих 2, тој ме одмара на зелени пасишта, и во животот ќе имаме периоди на стих 4, кај што минуваме низ долината на смртната сенка. Некогаш се наоѓаме во такви околности поради наши одлуки. И дури ако се најдеме поради наши одлуки, Бог нема да не остави. Ама тоа минување низ долината на смртната сенка ќе биде малку поинакво искуство. Ама оно што сакам да го кажаме дека минувањето низ долината на смртната сенка некогаш може да биде резултат на Божјото водство. На Божјата волја, ако можам да кажам. Ама некогаш може да биде резултат на нашата волја и на нашата своеволност. И многу е важно да ги разграничиме. Зошто се наоѓам во оваа ситуација во која што моментално се наоѓам? Дали постапив во ред и сепак се најдов во неа, или пак треба да се навратам малце филмо, да си го навратам и да речам во тој чекор, во таа и таа одлука, јас забегав и затоа дојдов денеска тука. Не може секој пат кога и да минуваме низ некои мрачни долини, секој пат Господ ме води натаму. Па не е баш така секогаш. Некогаш сам сум си тргнал натаму и сега морам да се ги, како што вели во Изреки глава 2, мудроста им вели на луѓето, ќе се ги јадете плодовите од своите патишта. Многу е важно да разграничиме зошто сум во оваа ситуација, зошто сме во оваа ситуација. Заради тоа што едноставно е Божја суверена волја или пак е мојата себична волја. Кога ќе знаеме како да продолжиме понатаму. Ама она што Давид го вели е дека зборува за минување низ долината, по долината на смртната сенка. Не зборува Давид за, знаеш што, ја ќе си се населам во долината на смртната сенка. Бог сака да минуваме низ долините во кои што тој не води. Не да заглавиме во нив. За жал некогаш, она што го правиме некогаш, не секој пат, ама не знаеки што е следно или како да се поставиме, Бог ќе не води низ некој такво искуство и наместо ова да ни биде нас пропратна станица кај што ќе одиме после тоа на друго место, ние тука ќе се населиме, ќе си останеме таму, ќе си изградиме куќарка, дворчи, ќе си насадиме дрвца така натаму и ние се живееме во долината на таа длабока темнина, што и да е тоа во нашите животи. Повторно ќе речам, било да е некоја, можеби, обесхрабрување, некоја диагноза, некоја болка, некоја страдање, некоја семејна ситуација. Не, мене ми е тука едноставно и си имаме некој менталитет на жртва. Така ми е и така ќе ми бидеме до крај на животот. Бог сака да минуваме. Бог сака кога се соочуваме со каква било тага, разочарување, обесхрабрување, некоја ситуација, колку што зависи од нас да минеме низ тоа, а не да останеме во таа долина. И Давид вели, кога би се нашол ја во таква ситуација, вика, нема да се исплашам од злото. И овие зборови звучат доста храбро. Ова он збор кажува како би се однесувал кога би дошло до тоа. И сега денеска било кој од нас да прашате, а беве да речеме дека за месец дена ќе ти се деси таква и таква долина, да минеш низ неа. Сите ние би рекле, нема да се плашам, јас таман работа. Добро е кога не ти се случува нешто да речеш, јас тоа ќе го поминам без проблем. Ама кога ќе се случи, гледаме од животот на Давид дека стварно имал моменти кога не се плашел од злото,
Ама тоа биле моменти кога стварно бил близок со Бог. Имаше моменти кога требаше се снаоѓа сам, зошто? Бидејќи неговото заедништво со Бог не беше како што треба. Со други зборови, како ќе минуваш низ долината, низ која што Бог те води, зависи од тоа колку си близок со Бог. Ова не е са 2 плюс 2 на 4 некоја формула, ама факт е тоа. Колку сме поблиски до Бог, толку полесно и помудро ќе ги поминеме долините во животот. Вика, нема да се плашам, нема да се исплашам од злото. И некој седнал да брои, можеби сигурен сум дека сте слушнали оваа информација, некој седнал да брои, дошол до заклучок дека зборовите не плаши се, не плашете се, не бој се и така натаму се спомнуваат 365 пати во Библијата. Не сум седнал да бројам, не го тврдам ова како да, така е дефинитивно, ама може да е така, не викам дека не. Идејата нели за секој ден од годината ти имаш по едно охрабрување, не се плашиш. Може да е така, може да не е така, ама факт е дека овој термин не плаши се, нема да се плашам, често се употребува во Светото писмо. Ако користите апликација YouVersion за читање на Библијата, денешниот стих е од Исус Навин, глава 1, стих 9, каде што Бог му вика на Исус Навин, не плаши се, нели, затоа што влегува во ветената земја, треба да го води народот, и му вели, не плаши се. Она што треба да го имаме на ум, од перспектива на Библијата, кога станува збор за ова, нема да се плашам, не плаши се и така натаму, е дека тоа нема да се плашам или не плаши се секој пат има една основа. Ако може да кажам, фразата не плаши се или нема се плашам е првиот спрат, ама за да имате прв спрат кој што е стабилен, ви треба добра основа. Основата за отсуството на страв во животот на верникот се зборовите зашто ти си со мене. Зашто ти си со мене. Нема да се плашам бидејќи имам ваква ситуација и јас знам како да се снајдам во неа. Или ја ги познавам правите луѓе на кои што ќе им се јавам за да ми помогне, да ме советуваат и така натаму. Нема да се плашам зашто ти си со мене. Ние би сакале, ако Господ е со нас, да не минуваме низ долина смртната сенка, да не се соочиме со злото. Давид вели не. Дури кога го имаш Господ со тебе, дури кога си близок со Господ, ќе минуваш низ такви искуства. Ама, ако си свесен за Божјото присуство, нема да се плашиш. Не значи дека ќе ти биде сеедно. Не значи дека ќе биде безболно. Ама нема да се плашам. Многу е важно да сватиме поврзаноста помеѓу присуството на Бог или свесноста за присуството на Бог и отсуството на стравот. Знаете, во нашата држава се зборува години назад за соживот. Така, дека треба да градиме соживот. И нема да навлегувам во политика и такви работи, ама не може да има соживот помеѓу верата во Бог и стравот од злото во нашите срца. Едното ќе го потисне, првото ќе го потисне второто, или второто ќе го потисне првото. Соживот меѓу верата и стравот нема. Се требат, се елиминираат едно со друго. И тоа е оно што го гледаме овдека. Свесен е за Божјото присуство и затоа вели, знаеш што? Јас нема да се плашам. И секој од нас, кога ќе минува низ некаква долина, или можеби како Давид уште пред да минеме низ таа долина, ќе треба да одлучи каков ќе биде мојот пристап на оваа ситуација. Или ако ми се случи нешто, како ќе пристапам. Давид вели, јас тргнувам со Господ. Ја го следам него и знам дека бидејќи тој е со мене, не значи дека нема да има зло, не значи дека нема да има мрак, дека нема да има длабока темнина, ама знам дека тие нешта нема да ми наштетат. И врз основа на тоа што го читам во Светото писмо, врз основа на мое лично искуство, врз основа на искуството на луѓето кои што ги познавам, дефинитивно ќе кажам дека голема е разликата, ден и ноќ е разликата, кога човек минува низ долина, свесен за Господовото присуство, и кога минува низ долина и си вели, и сега што ќе правам? И сега кај да се свртам?
И сега кој ќе ми помогне? И сега останав сам или останав сама или останавме сами. Ако е вистина дека Бог не води низ долини, не мора да е на смртна сенка, може да е на сенка на нешто друго. Ја мислам дека тоа значи дека Бог има за нас нешто таму. Ја знам дека сите ние би сакале да минуваме низ плажата на уживањето. Ама некој пат минуваме низ долината на смртната сенка. И Бог ни даде и такви моменти во животот. Од лично искуство ви кажам дека овие долини биле најчесто многу силни алатки во Божите раце за обликувањето на мојот живот. Факт е дека ние повеќе учиме кога минуваме низ долина на смртна сенка, низ долина на било каков мрак, во споредба со тоа кога не минуваме низ долини, онака помирен и полабав ни е животот. Долините имаат... Бог има начин како преку долините да извлече нешто од нас. Бог има начин како да го направи тоа, ама исто така мора да сватиме дека овие искуства се дел од процесот на обликување кој што Бог го прави во нас. Ја не викам дека кога е добро во животот, кога не минуваме низ долини, дека не можеме да растеме. Не го велам тоа. Ама факт е дека кога си во долината, или растеш или пропаѓаш, немаш друга опција. И повторно тоа ќе зависи од начинот на кој што ние пристапуваме на тие ситуации. И во Псалм 23, стих 4, царот Давид опишува две внатрешни состојби. Прво вика, нема да се исплашам од злото, значи отсуство на страв. И второто е вика, твојот жезл и твојата палка ме успокојуваат. Или во некои преводи пишува дека ми даваат утеха. Интересно е тоа што претпоставам дека и двете состојби ни звучат добро. Добро е да немаш страв, добро е да чувствува спокој. Супер. Давид двете состојби ги поврзува со Господ. Отсуството на страв го поврзува со присуството на Господ, а спокојот или утехата ги поврзува со два изрази кои што вака одат: жезл и палка. Во некои преводи се користи жезл и патерица. Мислам дека доктор Иван Грозданов тука го има запишано, пишува жезл, мислам дека и тојага. И сега, тука зборува за две нешта, Давид пишува за две нешта кои што се основна опрема за било кој овчар, особено на Блискиот Исток во тоа време. И за ние денеска да ги разбереме зошто сега жезл и палка му даваат спокој. Која е поврзаноста помеѓу два збора кои што малтене не ни ги знаеме со спокојот? Вака се. Прво жезлот. Ја додека се спремав, морав исто да прокопам малце за да најдам информации во однос на овие две нешта. Жезлот е парче дрво кое што во тоа време се користело, не е поголемо од раката на пастирот. Генерално гледано било така дебело парче на дрво, кое што или било иста дебелина од еден крај до друг крај, или пак, кај што се фаќало за рачката, било малку потенко, да му легне на раката на пастирот, а горе малце подебело. Најблиско нешто со кое што можеме да го поврземе е бейсбол палка. Знаете како изгледат бейсбол палките? Ова е бейсбол палка, само миниатурна верзија. Причината зошто во тоа време пастирите чувале со себе, имале со себе жезл, е за само одбрана. Затоа што некој, тие цело време се надвор, така, ги пасат овците. Некој пат може да се случи некој грабливец да го нападне него. Ова му служи за само одбрана. Ама исто така служи и за одбрана на овците. Ако дојде некој животно да нападне овцата, да некој грабливец, пастирот не може да рече жал ми е, тоа е тоа. Толку ти дал Господ. Не, мора да оди и да се бори со тоа животно, и тој жезл, тоа парче дрво, бил неговиот инструмент. Како да се бори против грабливци. Значи, имаме инструмент кој што е за самоодбрана, за одбрана на овците, а исто така некој пат и за дисциплина на овците. Ако некоја овца забега, ќе ја потчупне малце.
Овците имаат волна, доста е густа, така што не ги боли многу, ама битно мора да свата дека ако забегале, ќе мора да почукне да се врати таму кај што треба да се врати. Тоа е во однос на жезолот. Има тука друг збор кој што вика палка, можеби патерица е малце подобар превод, ама ние кога ќе кажеме денеска патерица, мислиме на што? На штак. Не е станува збор за такво нешто, туку патерицата е исто, парче на дрво, еден стап кој што е потенок и на крај завршува со кука. Ако пишете Исус, Jesus, ако пишете на интернет, најчесто ќе ви излезат слики како он седи со некоја такво парче дрво и ги гледа овците таму некаде. Тоа е многу честа слика. Поентата со патерицата е дека, прво, овчарот се подпира на неа, кога одат, он се подпира малце да не се умори, ама патерицата најчесто се користи, главна намена и е со таа куката, ако треба да фати некој овца и да ја повлече према себе. Некој пат овците паѓаат во некој јами и така натаму, и сега пастирот што ќе направи? Некој пат не мора да се спушти по неа. Ако се спушти по неа, како ќе се качи горе? Може да се наведне, да ја фати со патерицата и да ја подигне према себе. Некој пат овцата ќе заглави во некој грмушки. Ќе ја фати со тоа и ќе ја повлече. Некој пат му треба на пастирот некој овца да ја земе и таа бега од него за да ја провери, ќе ја земе и ќе ја повлече према себе. Ама станува збор за инструмент, ако може да кажеме, кој што се користи за грижа на овците. И сега имаме два инструменти. Твојот жезол и твојата палка или твојата патерица ме успокојуваат. Едниот се користи за самоодбрана на пастирот, за одбрана на овците и за дисциплина. А другиот се користи за грижа на овците. И предпоставам дека веќе ви е јасна сликата зошто Давид вели: јас, фактот што ти имаш жезол и патерица или палка, мене ми дава мир, мене ми дава спокој, мене ми дава утех. Во превод ова значи следново: кога минувам низ долината на смртната сенка, нема да се плашам, бидејќи ти си со мене и твојата грижа, твојата заштита, твојата дисциплина ме утешуваат. Зошто? Бидејќи овие два инструменти се користеле за тие намени. И кога верникот минува, ова важи за нас денес, кога верникот денес минува низ долината на смртната сенка, се додека искрено го бара Господа, може да биде сигурен дека нема да остане без Божјата грижа, нема да остане без Божјата заштита, ама исто така и нема да остане без Божјата дисциплина. Нели, нас не се допаѓа кога ќе кажеш Бог се грижи за тебе. Супер, слава на Господа. Бог те заштитува. Алелуја. Одлично. Бог те дисциплинира. Не звучи толку убаво на ушите, така? Малку е поинако искуството. Ама знаете што пишува во Евреите? 12 глава 6 стих. Господ го дисциплинира оној кого што го сака. Го кара секој син што го прима. Кога Бог ме дисциплинира, од една страна треба да ми биде жал. Зошто? Бидејќи значи дека некаде сум забегал во нешто. Ама од друга страна, и треба да ме радува тоа. Зошто? Ако Бог не те дисциплинира, може да кажем, условно кажем, па не те ни сака, немој ни грижа за него. Самото тоа што има дисциплина во твојот живот, што те поправа во некои работи, преку Светиот Дух кој што сведочи во тебе, преку читањето на Словото, преку разговори со другите луѓе, покажува, е добар доказ дека Бог се грижи за тебе. И дека не му е сеедно за тебе, и дека не сака да те остави во таа ситуација во која што си моментално. Псалм 23, особено овој стих, е на некој начин како водич за преживување, кој што кога тогаш ќе ни треба нас, може би моментално некој му треба, ама кога тогаш ќе ни треба нас, ама ќе им треба и на луѓето околу нас. Некој може би ќе рече, знаеш што, па може би во моментот немам некоја долина, некоја мрачна темнина низ која што минувам. Во ред, ти немаш, ама прашањето е кој има. Бидејќи тој кој што минува низ таа долина, му е потребно да се потсети на овие вистини.
Али ова го спомнав и пред неколку проповеди, односно во претходните проповеди, ќе го спомнам и сега. Одвојте си време да го научите Псалм 23 напамет. Само 6 стихови се во прашање. Значи е многу краток псалм. Си викам, ако можеме да учиме и љубовни песни, и патриотски песни, и така натаму, па можеме валја да научиме еден псалм на памет. Ја денес, како што почнавме на Јако да му пуштаме цртани, пошто не сака да јаде, значи Биби и Боби на памет ги знам, дури почнам да ги свирам по дома. Си викам, ако можам да ги научам Биби и Боби, можам да го научам Псалм 23. Ајде, окей, ќе ми служат и тие песни, бидејќи ќе го смирам детето, ќе се глупирам пред него, така за да земе да јаде. Ама ова ќе биде подкрепа на мојата душа. Ова ќе биде подкрепа за нечија друга душа која што минува низ некој вакво искуство. И при сето ова да не ги заборавиме зборовите на апостол Павле, кој во Римјаните глава 8, стих 38 и 39 пишува: Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината. Јас ќе додадам ниту било каква долина. Ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Каква и да е долина, какво и да е тоа зло, вика нема да се исплашам од злото. Павле вели, знаете што? Христос се даде на крстот за нас, за наше спасение. И ништо нема да може да не одвои од неговата љубов. Колку и да е, некои долини се кратки, некои долини се долги, некои се пострашни, некои се помалку страшни. Што и да е, ништо не може да не одвои од Господовата љубов, која што ни е покажана во Христос Исус.